Втор тематски тест по математика, 7 оделение, тестот број 5, задача број 4 и 5. Задачата број 4 гласи: конструирај нормала n на правата P од точката M. Не морало овде големата. Растојанието од точката M до правата P има, треба запишеме колку сантиметри. Имаме цртеж, права P, точка M која не лежи на неа. Нормала кон правата P. Шестерот го забодувам во точката M, отварам произволно, меѓутоа доволно за да ми пресечи во правата, да ме пресечи во две нејзини точки. Нека се тоа точките D и E. Го забодувам шестерот во E, ќе отворам повеќе од половинката на одсечката DE. Кружен лак, истото ќе осторам и од точката D. Кај се сечат тие два кружни лаци, добивам точка K. Нормалата е права која минува низ точките M и K, а правата ја сече во точката L. Тоа е нормалата N, а растојанието од M до точката L треба да го определите сами со мерење во работните тетрадки. Петта задача. Конструирај триаголник ABC според дадените елементи. Да видиме кои елементи ми се дадени. Десет поени носеше четвртата задача, а петтата носи и таа 10 поени. Страна А, агол бета, агол гама. Скица. Во оваа фаза од решавањето замислуваме дека задачата е веќе решена. Нека е тој триаголникот ABC што треба да го добиеме. Што ми е познато? Страната А и двата прилегнати агли на неа. Како ќе изведеме конструкцијата? Повлекуваме полуправа, не сум ја запишал, тоа е полуправа со почетна точка, точката Б, темето Б на триаголникот. Аголот бета ќе го пренесиме, знаеме како се пренесува агол, со помош на шестер. Тоа е кракот на аголот. Ќе пренесам должината на страната А, го добив темето С. Во темето С ќе го пренесам аголот гама. Тоа е кракот на аголот гама. Тие два краци се сечат во една точка која ми определуваат, а тоа е точката А. Еве го С, само што е многу далеко запишано. Што можеме да видиме од оваа конструкција? Ке се менува видот на триаголникот во зависност од тоа како ги менуваме познатите елементи. Ако се менува страната А, имам триаголник кој е поголем од претходниот триаголник. Ако го менуваме аголот бета, се менува и големината на триаголникот. Се уште е остроаголен триаголник. Ако го менуваме гама, се менува триаголникот. Повторно е остроаголен. Меѓутоа, ако доведеме до граници од 49 степени, ќе добиеме еден рамнокръг триаголник. А во работните тетрадки имате еден остроаголен триаголник. Ги разгледавме и двете задачи. Благодарам за вашето